Добар ден, следуваат содржините од најновото издание на вестите на Канал 8. Поради високите дневни температури, источниот регион од државата влегува во така наречената портокалова алертна фаза. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека температурите ќе продолжат да растат и во текот на деновите од овој викенд. Во текот на викендот топлотен бран ќе зафати Македонија и таа ќе се најде во портокалова фаза. Според најавите на метеоролозите, температурите ќе достигнат до 40 степен. Тоа е причина граѓаните да преземат соодветни мерки за своето здравје. Заштита од директна сончева изложеност, избегнување престои на отворено во периодот од 11 до 17 часот, консумирање лесна храна и течности, хигиенски начин на подготовка на храната и избегнување консумација на лесно расиплива храна се препораките на Министерството за здравство, што ги истакна на интернет страницата www.toplotnibranovi.mk. За хронично болните се препорачува редовно да ја земаат пропишаната терапија. Значителен пораст на температурите се очекува в сабота, кога постои можност целата територија на државата да биде зафатена со температури од портокалова фаза, зашто Министерството за здравство најави дека во континуитет ќе информира со соодветни препораки за заштита од топлото време. Во текот на овие два дена пак, само југоисточниот регион се наоѓа во топлотен бран од жолта алертна фаза. Регионот ги опфаќа градовите Гевгелија, Кавадарци, Демиркапија, Штип, Кочани, Радовиш, Струмица и околните градови и населени места, каде што се предвидуваат температури повисоки од вообичаените за овој период од годината. Од Министерството за здравство препорачуваат граѓаните да ги почитуваат општите препораки за заштита од високи температури. Во Кочани продолжија протестите на граѓаните кои ја поддржуваат шарената револуција. По маршот низ улиците на градот се одржа собир во паркот на револуцијата, од каде беа повторени барањата за потврдување на уставноста на специјалното јавно обвинителство од страна на Уставниот суд, како и повлекување на останатите министри од актуелната влада. По 17-ти пат граѓаните поддржувачи на шарената револуција излегоа на мирен протест по улиците на Кочани. Маршот го започнаа од паркот на револуцијата, од каде со транспарент "Селективна правда е неправда" и со извикување на вообичаените пароли против актуелната власт продефилираа низ центарот на градот и повторно се собраа на почетното место. Пред насобраните граѓани беа повторени барањата поради кои веќе 2 месеци се организираат протестите во скоро сите градови во државата. Беше речено дека уште неколку дена остануваат од поставениот рок до 18 јуни Уставниот суд да ја потврди легалноста на специјалното јавно обвинителство на Катица Јанева. Уставниот суд ја имаше можноста да покаже дека е за Македонија во која влада е правото, а не во која влада е криминалот. Меѓутоа, повторно, Уставниот суд, со тоа што не ја стави точката на дневниот ред, го покажа своето вистинско лице и покажа дека не е на страната на правдата, туку е на страната на криминалците од власта. Тоа не го дозволуваме и затоа секој дневно ги полниме улиците и бараме правда. Трајчевски рече дека оставката на министерот Ставревски не значи крај на проблемите, бидејќи тој ја задолжил државната каса со повеќе стотици милиони евра, што ќе мора да ги враќаат сите граѓани. Поради тоа, не само тој, туку сите кои направиле злоупотреба на народните пари ќе мора да се повлечат од функциите и да одговараат, беше речено на собирот. Време е криминалците да се соочат со правдата. Време е корумпираните да одат во затвор. Време е да ни се врати достоинството на нас како луѓе, затоа што ние не сме човечиња. Време е да си ја вратиме и слободата, и демократијата, и правдата, и време е за промени. Конечно доаѓаат промените. По сите ранг листи, по сите статистики, не убедуваат дека сме биле или први во светот, или меѓу првите 5 во светот и во Европа. Да, вистина е така, меѓу првите 5 сме, ама од дното па нагоре. Ако е се така убаво, ако напредуваме буквално во секој поглед, зошто толку луѓе се одселуваат од нашата држава? Тоа веќе нема да го дозволиме. Лукаровска додаде дека за да се разреши политичката криза во Македонија, задолжително треба да се исполнат договорените услови од Пражинскиот договор, односно прочистување на избирачкиот список, демократизација во медиумите и составување привремена влада која ќе подготви фер, демократски и кредибилни избори.
Организаторите на протестот најавија дека маршот и собирите нема да престанат се до исполнување на барањата. Општинската организација на СДСМ од Кочани организираше пресконференција на која беа изнесени податоци според кои градоначалникот Ратко Димитровски и неговата компанија Европа 92 добивале високи суми пари како поддршка од фондацијата Сорос. Беше речено дека власта и незините поддржувачи ја манипулираат јавноста со обележување на поединци како соросоиди, а и самите земаат помош од истите извори. Додека граѓаните крпат крај со крај и секојдневно ја напуштаат државата заради лошите криминални политики на власта, Никола Груевски и функционерите на ВМРО ДПМН секојдневно се богатат. Ова беше речено на пресконференцијата на Општинската организација на СДСМ од Кочани, на која незиниот председател Сашко Костов посочи дека пример на такво богатење е и градоначалникот Ратко Димитровски, кој добивал пари од фондацијата на американскиот бизнисмен со грчко потекло Џорџ Сорос за неговата компанија Европа 92. Никола Груевски и медиумските курири, платени со пари на граѓаните, водат хајки против борците за демократија, невладените организации и граѓаните што секојдневно протестираат, а молчат за огромните суми на пари што токму преку Сорос ги има добиено Ратко Димитровски. Еве, овој извештај покажува дека Ратко Димитровски за печатницата Европа 92 има добиено речисти 800.000 евра. Ова е веројатно најголемата сума што некој во Македонија има добиено од Сорос. Кочанските социјалдемократи рекоа дека постојано се прават манипулации во јавноста од и сите други, само не функционерите од ВМРО ДПМН добиваат пари од фондацијата Отворено општество Македонија или попозната како Сорос. Јасно е, секојдневните спинови и манипулации на медиумските курири, нападите на борците за демократија се само параван за прикривање на криминалните активности на ВМРО ДПМН. Едно треба да е јасно. Ништо нема да му помогне на Никола Груевски, најмалку лагите на медиумските курири. Нема бегање од одговорност. Секој што го прекршил законот ќе одговара. На пресконференцијата Костов рече дека правда во Македонија ќе има, затоа што таа треба да биде општество со еднакви можности за сите нејзини граѓани. Истовремено најави дека во наредниот период преку слични пресконференции ќе се разобличат манипулациите и лагите, но и криминалното работење на актуелната државна и локална власт. Според него, јавноста заслужувала да знае кој е виновен за лошата состојба во која се наоѓа државата и нејзините граѓани. Продолжува штрајкот на судската администрација во Основниот суд во Кочани како дел од протестите во целата држава. Вработените остануваат на барањата да го добијат додатокот на платите и се надеваат дека ќе добијат поддршка од пратеничките групи во Собранието на Македонија. Трета недела трае штрајкот на вработените во судската администрација во Основниот суд Кочани. Тие, заедно со своите колеги од другите судски институции во државата, се незадоволни што надлежните во Министерствата за правда и за финансии не ги исполнуваат нивните барања за исплата на додатокот на плата. Од Сдруженијето на вработените во судската администрација во Кочанскиот суд велат дека даваат целосна поддршка на синдикатот на управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани и ги почитуваат правилата за штрајк, се до исполнување на барањата. Остануваме на нашите барања за изjednačување со обвинителската фела и администрацијата во обвинителството и си го бараме заслужениот додаток на плата. Вчера беше остварена средба со координаторите на пратеничките групи во парламентот на Република Македонија, од која што добивме сознание дека најдосно до 21.6. ќе ни известат за нашите барања. Вработените во судската администрација бараат и измена на спорните одредби од Законот за судска служба, Законот за јавен сектор и Законот за административни службеници, како и враќање на работното време за судските службеници во периодот од 7:30 до 15 часот и 30 минути. Мирни протести пред зградата на Основниот суд веќе не се одржуваат, туку вработените во изминатите 3 недели штрајкуваат на своите работни места. Сите судски предмети се одлагаат, освен итните и притворските предмети. Заедно со вработените во судската администрација штрајкуваат и службениците кои се членови на синдикатот на УПОЗ. Големи оштетувања има асфалтот на мостот на Оризарска река кај влезот на населбата Оризари. Возачите се соочуваат со потешкоти во безбедното управување на возилата кога поминуваат преку него,
а подолгорочни се и барањата до надлежните за негова санација. Огромни дупки и други оштетувања има на коловозот преку мостот на Оризарска река на излезот од Кочани во правец на Виница. Асфалтот, што е поставен пред повеќе децении, одамна чека по сериозни градежни интервенции за реконструкција или целосно нов слој по целата должина на објектот. Оштетувањата се толку големи што доколку возилата се движат со пропишаната брзина или нешто повеќе од неа, лесно може да се случи да бидат оштетени или да излетаат од патот. Токму поради тоа возачите реагираат на бавната реакција на надлежните, кои одамна требаше да ги санираат дупките на мостот. Нивните реакции беа пренесени и на последната седница на Советот на општина Кочани. Таму од 20 на час повеќе не се вози. Значи мора да застанете, да ја ставите у прва или у втора, да поминете безбедно и да продолжите. Така да граѓаните што доаѓаат од источната страна на градот и од Република Бугарија, самиот влез во нашата општина, во нашиот град остава доста грда слика. Ме интересира дали во скоро време имате некој план за санација на мостот кај Оризари. Од општинската администрација велат дека со оглед што овој дел од сообраќајницата на излезот од Кочани се смета за дел од регионален патен правец, надлежноста за реконструкција ја има државата, а не локалната самоуправа. Поради тоа, обврската за санација на дупките на мостот, па и на целиот влез од источната страна му припаѓала на јавното предпријатие Македонија пат. Оваа година преговараме со Македонија пат, бидејќи таа делница е нивна. Ние обеќа како прошла година што асфалтираше влезот од кај подлошки пат према Кочани, дека и оваа година ќе помогнат со асфалтирање на личниот влез во Кочани. Така да мислам дека со нивна помош ќе успееме да го асфалтираме и мостот и влезот од граница до градот. Димитров не кажа одреден период во кој може да се очекува поправка на дупките на мостот на Оризарска река, иако од одговорот на истото прашање на Комисијата за урбанизам можеше да се насети дека до крајот на годината градежните работи би требало да се комплетираат. Освен поставувањето нов асфалт, на мостот нема јавно осветлување, па во вечерните часови тој представува црна точка. Исто така, на целата оваа делница недостасува и поголем дел од вертикалната и хоризонталната сообраќајна сигнализација, што дополнително ја влошува безбедноста во сообраќајот. Признание за најдобар млад научник доби 30-годишната Михаела Ангелова од Виница. Признанието го доделува председателот на државата, а таа е избрана меѓу десетината пријавени од различни области во науката. 30-годишната виничанка Михаела Ангелова, која е доктор на науки по биоинформатика, го доби признанието најдобар млад научник за 2015-та, што 6-та година поред го доделува председателот Ѓорги Иванов. Таа е избрана на отворениот јавен повик, на кој за ова признание за минатата година се пријавиле 10 млади научници од Македонија. Минатата година Ангелова докторирала на медицинскиот факултет во Инсбрук, Австрија, стекнувајќи го звањето доктор на науки по биоинформатика на тема имуногеност на рак на дебелото црево. Додипломските и постдипломските студии ги завршила на факултетот за електротехника и информациски технологии на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје со просечен успех од 9,95 и 9,88. За време на студиите, Ангелова била на размени на универзитетите во Грац и Париз, вклучена како помлад истражувач во МАНУ, а по докторирањето работела како научен истражувач на Институтот за биоинформатика на Универзитетот во Инсбрук. Од август минатата година, Михаела Ангелова работи како научен истражувач, постдокторант, биоинформатичар во лабораторија за интегративна имунологија на ракот во Париз. Коавтор е на 7 научни трудови објавени во списанија со импакт фактор, учесничка на меѓународни конференции и добитник на голем број домашни и меѓународни награди. Втора акција за дарување крв во оваа година се одржа во полициската станица во Кочани. Одзивот на крводарителите беше одличен и собрани се 20 на крвни единици, што ќе се наменат за потребите на Институтот за трансфузиологија од Скопје. Дека и кочанските полицајци се хумани луѓе, потврда е и нивниот одзив кога е во прашање крводарувањето. Редовно организираат по 3 годишни акции, а веќе се реализираше втората за оваа година. Вообичаено сите се успешни, со оглед што меѓу вработените во полициската станица во Кочани, без оглед на половата припадност, има голем интерес за дарување крв.
Потврда за тоа е што овде има повеќекратни дарители, кои и по 60 и повеќе пати се вклучувале во акциите и се меѓу најдобрите во општината. На втората овогодишна акција имаше и неколкумина полицајци кои за прв пат ја подадоа раката за да ја изразат хуманоста. До сега имаме пријавено 30 колеги кои се доброволно дарување на крв, за доброволно дарување на крв. До сега имаме дарувано 21 колега имат дарувано драгоценната течност. До крајот на додека да заврши акцијата, мислам дека имат се најавено повеќе колеги да дојдат и да даруват крв. Меѓутоа знаеме дека имаме многу од колеги кои се вонредно ангажирани, имаме колеги кои се моментално на терен, така да до крајот на денот, каде што е планирано да заврши акцијата, мислам дека бројот ќе биде исполнет. Крводарителската акција во Кочанската полициска станица се реализираше во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје и лекари од Клиничката болница од Штип. Од пред една година полицијата организира своји посебни акции за дарување крв и во нив учествуваат само вработените, за разлика од поранешната практика, кога имаше можност да се вклучуваат и други граѓани. Тоа беа вестите на Канал 8. Дел од објавените содржини можете да видите и на веб страницата kanal8.mk. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.